Ланската година непристапност и студено време. Годинава Бог прати сонце и релативно топло време за овој период од годината, па со голем број верници помина црковно-народниот собир, што и годинава се организираше на манастирот Добра вода во Оризари, на вториот ден Божик, кога се одбележува празникот Собор на Пресвета Богородица. Собирот на овој убав ден прерасна во традиција. Домакинките сукаа зелници, а се кршеше и лепче со паричка. Кумот од минатата година го предаде кумството на новиот кум, кој на сите верници им посака добро здравје и успех во новата година. Јас како овогодишен кум чувствувам голема благодарност и до одборот и до луѓето кои што помогнаа да се заврши на некој начин сите работи што ги припремивме и се надевам дека традицијата ќе продолжи. Оваа година се падна паричката во Дејан и му пожелувам се најдобро, да му се исполнат сите желби кои што ги има замислено и се надевам дека ќе продолжиме и понатаму со ваква традиција. Еве јас како нов кум, значи многу сум среќен што паричката ми се падна на мене и на сите верници им пожелувам среќа, здравје во оваа година и се гледаме наредната. Без греана ракија и добра музика не помина и овој собир. Најголемата пречка за црковниот собир да биде уште помасовен е тешко пристапниот пат до манастирот. Затоа домакините секоја година апелираат да се направи пат. На манастирот му недостасуваат и конаци и кујна, но во најскоро време ќе се направи и тоа. Имаме ние негде сега на 25 зелника до 30 зелника. Никоја година не е било подобро од оваа година. Бидејќи е државен празник поместено и бидејќи времето убаво, имаше многу верници и многу добро се беше, имаше на 30 зелници и се убаво биде. Ние на градоначалникот му порачавме за овој манастир дека во Оризари, а ние на голема населба немаме друго туристичко место освен од ова. И тој ме обеќа да дојдеме да разговараме и да го малку разработиме овај манастир како туристичко место, не само како манастир, и како дружење на луѓето, како на сите верници, да се дружиме, да се спогодуваме, нема дека да идат на туристичко место. Некои дојдат од страна, наши или било кој, секој го носе, доведува овде во манастир да пројде во добра вода. Значи ние треба, а највише ќе разговараме да биде патот. Собирот продолжи со музика, песни и ора до доцните попладневни часови, а на манастирот Добра вода, освен на вторден Божик, секоја година се слави и на првиот петок по Великден, или кај народот познат како Источен петок Балаклија, кога се празнува со црковно-народен собир. Се верува дека водата во овој манастир е лековита.